Кравјо, козјо и овчо сирење домашно произведено постојано се нуди на граѓаните во Кучани, ама побарувачката е слаба, велат оние кои го произведуваат. Слободан Никовски од Берово вели дека за него представува задоволство да произведе квалитетно домашно сирење, но загрижува фактот што се помалку истото се купува. Главна причина за ваквата ситуација е вели што млади нема, а повозрастните не купуваат. Сирење имаме, побарувачката е на многу ниско ниво. Нема луѓе. Луѓето побегнаа од Македонија. Овие што купуваш ја сирење и што јадеш ја. Значи сирење имаме овчо, имаме кравјо. Цената е и на едното и на другото 500 денари. Значи, слушате, јас сам тука на овај пазар 40 години. Значи, добро беше, повеќе и од добро беше, али сега се надоле и надоле оди. За мене не е тешко да се произведува сирењето. Това ми е, значи, располагам со 5 дипломи, али таа ми е 6-та диплома. Нешто омилено ми е мене това јас да произведувам. Само тука е малку со трговијата, со откупо утишена многу работата и тешко иде. Побарувачката е тешка, ради што не да немаме ние пара каде нас у Македонија. Имаме, али парите се у пензионерите, а пензионерите дојдат каде нас тука, ако чини 500 денара, он го сака за 200 денара или за 300 денара. Ако не му го дадеш понадоле, он си заминува, тргнува си. Дека ситуацијата е навистина алармантна, потврдува и Нада Манасиева од село Градовци. Граѓаните купуваат од маркети, па кај нив побарувачката е сведена на минимум. А работа има вели многу, па не е исплатливо да се произведува, никој да не купува. Побарувачката сега за сега е многу слаба и повеќето зимат од маркетите. Там е ипак вештачка, тука е природно произведено и со многу труд вложено, али многу е слаба. Па цената на урдата сега за сега е 250, млекото е 60 денара килото. Јас сам од Градовци. Сирење продават, ете тука има 450, 500. Има кравјо, има овчо, има козјо. Урдата пособено, па она е многу тешка за првење. Од еднашка се свари млекото, па се класе, а после па се варе още еден пат, па да се добие урдата. Значи најтешко е да се прави урдата. Произведувачите на сирење, урда и млечни производи децидни дека нема млади кои ќе продолжат со одгледување на стока и производство на сирење. На тој начин, сирење ќе може да се купува само од маркетите.